Благодарам, почитувам председателе, почитувани колеги. Јас гледам дека оваа дискусија отиде малку во погрешна насока, каде се инвестирало, кога се инвестирало. Очигледно е дека ништо не се инвестира, затоа што во последните 27 денови имаме 28 милиони евра за увоз на струја. Толку е приказнато. Ако се инвестираше, немаше да има потреба за 28 милиони евра да се потрошат за увоз на струја и ќе беше поинаква сликата, за разлика од она што сега го зборуваме. Сега, ние бараме преку овој амандман да не се осиромашуваат граѓаните. Многу едноставно кажано. Она што беше предвидено со почетокот на кризата во 2022 година, кога заедничка одлука сите донесовме тука пратениците и од ВМРО ДПМН и од мнозинството донесовме одлука за намалување на ДДВ-то, затоа што беше кризна состојба. Сега повторно имаме кризна состојба. Ништо не сте смениле. Јас тогашните дискусии ги почнував со прашањето што ќе правиме до година. Прогласивме кризна состојба, прогласивме. Обезбедивме средства, обезбедивме. Сега што правиме? Значи, ако сте биле домаќини, ако се работело домаќински, ако се работело одговорно, вие во меѓувреме требало да превземете мерки кои што ќе донесат поголема енергетска ефикасност на постоечките капацитети, за да можеме да бидеме помалку зависни од увоз на електрична енергија, затоа што сите бевме свесни и сите видовме како се движи амплитудата на цената на струјата. Имаше осцилации, нормално секогаш летно време поради намалена побарувачка има намалена цена, зимно време поради зголемена побарувачка на електрична енергија имаме зголемена цена. И еве тоа се гледа и деновиве. Вчерашната цена, ако не се лажам, беше околу 397 евра по мегават час, нешто што е навистина страшно и загрижувачки, и сметам според актуелната состојба во Европа дека ќе оди уште повеќе, уште нагоре, затоа што имавме годинава суша, затоа што хидроелектраните се насекаде низ Европа со намален капацитет и така натаму. Ќе го повторам истото прашање. Што правевте вие у меѓувреме? Дали спиевте? Дали чекавте некој да ви свири на армоника у Рек Битол? Дали чекавте Васко Ковачевски да се опамети? Нема да се опамети, бе, луѓе. А ви гледате дека човекот е паразит. А ви гледате дека човекот ништо нема сработено овие години. Дали вие очекувате од неспособен човек дека еден убав сончев ден ќе се разбуди и ќе рече ај доста се зафркаваме, ај доста е со фризерки, ај доста е со бутици у Изгейт, дај да почне да работиме. За греови е ова енергетска политика која што се води во последните неколку години, меѓутоа плаќаат граѓаните на Република Македонија, не плаќа Ковачевски од джебот. Не плаќа ниту Таче од джебот. Не плаќа ни Бислимовски од джебот. Сите плаќаме. И токму затоа овој круг кој што ние постојано го зборуваме треба еднаш да прекине. Сите плаќаме даноци, сега плаќаме зголемени по основ на инфлација, и тие средства наместо да ги намениме оваму, а па и таму гледаме дека немаме реализација у капиталниве инвестиции, ние ги фрламе у ветер, затоа што имаме неспособни кадри кои што раководат со електроенергетскиот систем во Република Македонија, и за тоа говорат факти. 2010 година имало двојно поголемо производство на електрична енергија од капацитетите кои што за волја на вистината се исти. Не се сменети, не се намалени, немаме затворено дополнителни нови капацитети. Ние повторно, односно вие ги ставивте во функција оние кои што беа тогаш. И ХЕЦ Неготино и ТЕЦ Осломи. Но гледаме дека двојно помалку се намалува производството. И ние сме практично со тоа двојно помало производство, двојно повеќе зависни, а па и со оглед на покачувањето на цената на струјата на берзите, сме многукратно позависни како држава од она што ние не сме успеале да го спречиме. 2017 година добивката на Елем и на МЕПСО заедно било околу 30 милиони евра. Сега имаме загуба од 45 милиони евра. Разлика 75 милиони евра. Луѓе, вие сте се запрашали ли каде отишле тие пари? Ајде да се инвестирало во ред.
Гледам едно време бевте запнати со некој интерконектор у Грција. Гледам ке сте се приклучуиле во Бугарија. Арно у Бугарија тој е приватен, тој е на Газпром, тој не е на Ковачевски. И тие одредуваат цената, ние не одредуваме. Ние можеме само да се приклучиме за нешто. Ама колку ќе искористиме? Ајде, требаше да се прави трансформација на енергетскиот систем. Која трансформација вие направивте? Никаква трансформација нема на енергетскиот систем. Иако сите знаеме со тие париски договори дека се обврзуваме, па да произведуваме зелена енергија, па дека треба 30 евра по метар кубен издувни гасови да се плаќа казна, пенали и така натаму. Меѓутоа, како што гледаме дека во Германија, во Франција се применуваат неконвенционални мерки, односно се поништуваат одлуките претходно за запирање на капацитети на фосилни горива и повторно се ставаат во строеви, повторно се ставаат во функција на производство и ние тоа требаше да го направиме. Па имаме места од каде да копаме. Меѓутоа гледам дека ништо не се копа. Едно време имаше дури и сензори на корпите на багерите кои што мереа колку ископано и беше соодветно плаќено за работата на фирмите кои што ги изнајмуваа механизацијата. А сега, знаете како е? Од 24 часа во денот, 26 се платени на фирмите. Знаете кои се фирмите? Сите знаете, нема потреба да повторуваме. Вици и Зоран Заев си го полнат джепчето цело време. И сега вие што направивте? До 36.2022 година просечната цена била околу 60 евра за мегават час за малите потрошувачи. Сега од 1.7.2022 имаме висока тарифа која што е 13.794 денари и ниска тарифа која што е 10.116 денари. И сега дополнително од 1.1 ќе зголемите давачката по основ на данок на додадена вредност од 5 на 10%. Опфативте со овие мерки, кои што, ако имам време ќе ви кажам, опфативте многу мал дел од стопанството, останатите повторно плаќаат двојно поскапо. Кај плаќаат двојно поскапо, дополнително ќе им го зголемите данокот на додадена вредност за електричната енергија. Луѓе, или престанете да си играте држава, или барем соочете се со граѓаните и кажете, признајте дека вие сте криви за ваквата состојба и во стопанството и за семејните буџети. Сега за мерките. Какви црни мерки вие предвидовте? Испаѓа на 28 септември, ако не се лажам, испаѓа Таче со Бесими и кажуваа дека ќе имало мерки, ќе имало 4 месеци, ќе траело и така натаму. Видовме кога се спроведува. Пред 2 недели имавме седница, таму ги изгласавте. 2 месеци украдовте со пресконференции. Ние баравме да важат додека важи кризната состојба, а вие рековте не, овој буџет е предвиден до 31 декември, па тогаш ќе мислиме. Ајде, еве мислете. Еве ви конкретен предлог за да мислите. Арно, ама вие не мислите. И во и вчера се докажа, односно некне. Вие тука се тегневте за данокот на личен доход дека нема да ни го прифатите амандманот. Вчера ве демантираше Таче. Испадна на телевизија, кажа дека еве се прифаќа. Арно, ама сега да не биле ВМРО тие што го нуделе ова решение, ај ќе бидеме ние. Ние немаме проблем. Нашата работа е во функција на граѓаните. Кој сака нека донесе одлука. Јас знам дека денес нема го прифатите амандманот. Меѓутоа ви гарантирам дека под притисок на стопанството од 1.1 повторно ќе го направите 5%. Иако сега предвидувате да биде 10%. Ја ви гарантирам. Ако има барем некој свесен у држава, ќе знае дека парите у буџетот кои што ги очекувате 5,3 милијарди евра, тие ќе ви го наполнат. Нема тука ние да го наполниме. Од оваа зграда ништо не се полни буџетот. Буџетот се полни надвор од зграда. Од дуќаните, од стопанството, од индустријата, од таму се полни. Сега, во однос само на трансформација, затоа што гледам дека ми снемува време, ќе ви кажам уште една многу битна работа која што можеби и не сте информирани, меѓутоа звучи многу страшно. Изградбата на Чебрен, факт е дека е почната процедура. Неговиот капацитет ќе биде 334 мегавати. Знаете колку ќе има државата? 20%. Останатото се ќе оди за приватните. ХЕЦ Тиквеш, 113 мегавати. Е потпишан договор со приватен партнер. Државата пак ја нема. Каква е оваа трансформација? Каква е трансформација на капиталов, луѓе, вие знаете ли? Тоа што било државно ќе го продаеме на приватници,
а после ќе купуваме од приватници. Дали знаете кај терате со енергетика? Дали знаете дека енергетската зависност е многу полоша од било која друга зависност од околните земји? Во таква ситуација ќе се доведеме и ќе се доведеме со вакво темпо, со вакво движење на работите во енергетскиот сектор во Република Македонија, ќе се доведеме да бидеме тотално увозно зависни од светската берза, од светскиот пазар, ќе немаме никакво производство, ќе се доведеме у ситуација средствата кои што ги одвојуваме како граѓани по основ на разни даноци, на разни давачки, сите да одат во другите држави за енергетскиот сектор. Во моментов, само последна информација, знам дека веќе ми заврши времето, околу 60 евра чини производство во ТЕЦ, односно во РЕК Осломеј, а ние купуваме 390. Околу 13 до 20 евра, зависи во периодот од денот, чини производство во хидроелектраните, а ние кога ја немаме таа, повторно купуваме од берзата и можете да замислите колкави загуби правиме на дневно ниво. Дајте, совземете се, дајте размислете што правите, затоа што со овој потек ќе намалиме сиромаштијата. Нема да имаме поголема потрошувачка ако го направите ова. А ако немаме поголема потрошувачка, ќе нема да се полни буџетот толку колку што се предвиделе, а ако не се полни толку буџетот, ќе треба да имате нови задолжувања. И ако имате нови задолжувања, за 3-4 години ќе ги јадеме плодовите кои што сега вие ги сеете, а тоа ќе значи наместо 200 милиони евра за камати кои што се предвидени 23-та, 27-28 ќе дојдеме до 500 милиони евра за камати. Благодарам.